Црни денови за нашата економија. Од 2012 година наваму пропаѓа секоја трета новоформирана фирма. Статистиката покажува дека најголем дел од овие фирми се со дејност трговија. Отварат се нови, затварат се стари. Условите за рад се многу тешки. Па нема пазарна економија, нема пазар, значи државата се меша у бизнисот за се и сешто. Затоа тешко работиме, сите ние привидни тешко работиме. Не помал проблем е и без парицата. Не купуват, народот нема пари, одека ќе купи? Од пензија на пензија купуваме, те од пензија на пензија. И мора да затворат. Те ја во сега го отворија ново. Ја праши колку пари е ово на неа. Затворањето на малите трговски капацитети не е без последици и по другите дејности. Па секако влијае неповолно, бидејќи тие мали бизниси се сепак поврзани со други правни субјекти, други фирми со кои вршат набавка, продажба или вршат одреден вид на услуги, така да нивното затварање во секој случај допринесува за нарушената ликвидност кај другите фирми. Според статистика, процентот на фирмите кои преживуваат е следниот. Услужни дејности 15,7%, административни 17,2% и преработувачка индустрија 8,4%. Што може да го подобри работењето на овие фирми? Олеснувањето треба се бара во можноста да работи со капитал кој што ќе го враќа со одредена динамика, да речеме, бидејќи ако државата смета дека може да се почне бизнис со 3000 евра или па и дека биде и 5, и 8, и 10, таа треба и да верува во тој бизнис, односно во таа фирма. Инаку Македонија според големината на фирмите важи за економија во која доминираат малите фирми. Ги има дури 91,2% и вработуваат 33,7% од вкупниот број вработени во стопанството. Само 0,2% се големи фирми и тие вработуваат 23,3%. Останатите се компании со средна големина.